Бура реакции како во Македонија, така и надвор предизвика антисемитските напади упатени од симпатизери и функционери на власта кон техничката министерка за труд и социјала Рашела Мизрахи. Веста се прошири и надвор од границите на земјава во светски рамки за етничкото профилирање на Мизрахи, кое е забрането во политичката комуникација во цивилизираните земји, пишува Јеврејската телеграфска агенција. Со реакција излези директорот на Симон Визентал центарот за Источна Европа, Ефраим Зуров. Тој во изјава за ЕТА упати честитки до Мизрахи, но и реагираше на нападите кон неа. Ова е охрабрувачка пресвртница за незината заедница, но антисемитските напади се откриваат и представуваат срам. За нападите кон Мизрахи реагираше и обединетата македонска дијаспора. Претседателот Мето Коловски вели нападите се неприфатливи за нашето општество. Стојам на страната на нашите пријатели кои се евреи и горди, особено со Рашела Мизрахи, која стана првиот еврејски министер во влада во историјата на Македонија, а доби повратни антисемитски коментари изминатиот викенд, што е неприфатливо во нашето општество. Осуда стигна речиси од секаде, како и од опозицијската ВМРО ДПМН. Од таму бараат итни извинувања од СДСМ и бараат зајав да ги разреши функционерите кои упатија навреди кон Мизрахи поради нејзината етничка припадност. Говорот на омраза кој го шири СДСМ во стилот на нацистите од минатиот век мора веднаш да престане. Нацизмот е поразен од сојузниците, работа во која допринес и жртва дадоа македонските партизани, но очигледно неговите корени останале во одредени структури во СДСМ. ВМРО ДПМНЕ нема да толерира антисемитизам, говор на омраза на верска и национална основа кон никој. Затоа бараме итно извинување од СДСМ и Зоран Заев за говорот на омраза на нивните функционери. Од СДСМ пак преку партиско соопштение не упатија директно осуда за нападите кон Мизрахи, но истото го искористија за повторно да нападнат неголемата опозицијска партија. Очаен е обидот на ВМРО ДПМН да ја прикрие неспособноста на своите кадри во техничката влада со нови измислици. Поделбите на граѓаните, говорот на омраза, дискриминациите, етничките конфликти, тоа се одлики на режимската ВМРО ДПМН и директно се поврзани со политичката доктрина на оваа нереформирана партија во која ништо не е променето. Најжестоки напади кон Мизрахи упати Видана Бошкова Мицевска, која важи за голем поддржуваш на политиките на владешката СДСМ. Таа на Фејсбук напиша дека не й пречи што Рашела влегла во фашистичка партија, сигурна била дека и нацистите имале евреи кои се бореле за своите подобри права. И функционерката на СДСМ Мерсиха Смиловиќ испрати порака која содржи елементи на говор на омраза. Таа и порача на Рашела Мизрахи да се стави Давидова ѕвезда.